Денеска не се оди по гости, не се трошат многу пари и се внимава што се прави, затоа што тоа ќе го правите во текот на целата година. Ова е верување кое е поврзано за 2 јануари или во народот попознат како Игнат. Според календарот на Македонската православна црква, денеска е светиот свештеномаченик Игнатий Богоносец. Преданието вели дека е наречен Богоносец затоа што го зел на раце Бог Исус Христос. Исто така го вовел антифонскиот начин на пеење во црквата. Кога царот Трајан минувал низ Антиохија, одејќи во војна против персијанците, дознал за Игнатий, го повикал кај себе и почнал да го советува да им принесе жртва на идолите, за да биде од него поставен за сенатор. Бидејќи советите и заканите на царот останале залудни, Свети Игнатий го оковале во железо и во придружба на 10 најнемилосрдни војници го испратиле во Рим, за да биде фрлен пред зверовите. Игнатий му се радувал на страдањето заради Господа и постојано му се молел на Бога зверовите да станат гроб за неговото тело и никој да не го попречи во таа смрт. По долго и тешко патување од Азија, Игнатий пристигнал во Рим, каде што го фрлиле пред лавовите во циркузот. Овој славен влюбеник во Господ Исус Христос настрадал во 106-та година во Рим. Се има јавувано повеќе пати, помагајќи им на сите оние кои што го повикуваат со вера.